Ако сте на боледувања, всушност на одмор надвор од државата, да може да ве пријави било која, не само работодавач. За воведување на ваков модел по примерот на Словенија размислува Министерството за здравство за спречување на злоупотреби со боледувањата. Словенија вовела режим на движење со кој се забранува за некој што е на боледување да работи на друга работа, како и забрана за излез од државата, а на утврдени злоупотреби враќање на исплатениот надомест. Додека пак контролите не се прават само на барање на работодавачот, туку и со анонимни пријави. Имат електронска пријава за несоодветен режим на однесување на пациентите. Односно, секој може да пријави ако некој е на боледување и отиде на одмор во Италија. Тоа кај нас не постои. Кај нас контролите може да се направат само на барање на работодавачот и анонимни пријави, дојави, контроли не постојат, и тоа е една од модалитети кои треба сериозно да го разговараме. Сепак министерот смета дека државата е далеко од целосно воведување на словеничкиот модел. Во однос на тоа дали имало злоупотреби со боледувањата во АРМ, министерот информира дека се уште го чекаат извештајот, но не очекува да биде поинаков од тоа од МВР. ФЗ утврди дека секое пето боледување во МВР е неправилно, односно лажно. Извештајот за контрола во АРМ се уште не е завршен, пошто контролата е преобемна и пообемна од таа во МВР, меѓутоа не очекувам да има различни наводи од тоа што беше со контролата во МВР, и претпоставам дека ќе има соодветна информација која ќе бидат завршени. Правилата за боледување не се ревидирани од 2012 година. За 33% е зголемена бројката на боледувањата до 30 дена споредбено со 2021 и 2025 година, а за 6% е зголемена бројката на корисници. Најчестите диагнози се респираторни инфекции на горните дишни патишта и гастроентеритис, односно воспаление на желудникот и цревата. Долгите боледувања пак се на исто ниво и се движат на околу 25.000 годишно, но износот кој се исплаќа е за неколку пати зголемен.